Вечерва со вас во Дневникот на КТВ, Лилјана Митрова. Почитувани гледачи, добро вечер. Јас сум Лилјана Митрова, а ова е централниот дневник на КТВ телевизија. А сега настаните од денот. Во тек се завршните активности на кружен тек на Северен булевар во Кавадарци. Се асфалтира вкупна површина од 5300 метри квадратни. Продолжуваме со реализација на значајни инфраструктурни проекти кои носат подобра сообраќајна поврзаност, поголема безбедност и поквалитетна урбана средина, велат од општина Кавадарци и изразуваат посебна благодарност до Lidl за донацијата и поддршката во реализацијата на овој проект. Утре се прославува празникот Преображение Господово. Почитувани верници, Светата православна црква на 19 август среда го прославува празникот Преображение Господово и во сите храмови ќе се отслужи света божествена литургија со почеток во 8 часот, а во 9 часот и 30 минути ќе се изврши чинот на благословување на грозјето. Токму на празникот Преображение црквата востановила да се благословува грозјето. Така овој наш тиквешки крај кој Бог го благословил со лозови насади, од кои многу луѓе екзистираат, ве повикуваме сите да дојдете во храмовите да го донесете вашиот лозов плод и истиот ќе се благослови, со што и ќе му заблагодариме на Бога за се што ни дал и ќе се помолиме Бог да го сочува плодот за да видиме благодат од нашиот труд. Во својата 3-та година од проповеда на земјата, Господ Исус Христос почесто им зборуваше на неговите ученици за неговото скорешно страдање, но и за неговата слава после страдањето на крстот. За да не ги расслаби неговото страдање, да отпаднат од него, он премудроста сакаше пред да се случат страдањата делумно да ја покаже својата божествена слава. Затоа ги зеде со себе Петар, Јаков и Јован и излезе со нив ноќе на гората Тавор и овде се преобрази пред нив. И заблеска лицето негово како сонце, а облеката му побеле како снег. И се појавија покрај него Мојси и Илија, големите старозаветни пророци. И вида учениците и се восхитија. А Петар рече: Господи, добро ни е да бидеме овде, ако сакаш да направиме 3 сеници, една за тебе, за Мојси една, а една за Илија. Но додека Петар уште говореше, се оддалечија Мојси и Илија и сеајан облак ги опфати Господ и учениците негови и дојде глас од небото: Овој е мојот возлюбен син, него послушајте го. Откако го слушна овој глас, учениците паднаа ничком на земјата како мртви и останаа така лежејќи со страв додека Господ не им приди и рече: Станете и не бојте се. Тоа видение на неговото божество и слушањето на небесното сведоштво за него како за син Божи требаше да им послужи на учениците во деновите на страдањето Господово за укрепување на непоколебливата вера во него и во неговата крајна победа. Зборовите добро ни овде, кои ги кажале апостолите на гората Тавор, се доволно сведоштво за тоа какво е чувството кога сме во Божја близина. Иако Божјото присуство е насекаде околу нас, сепак честопати не ни се дава можност да кажеме дека ни е добро и убаво. Напротив, личните гревови и престапи прават да не ја чувствуваме божествената близина, зашто во миговите кога грешиме, ние отстрануваме Божјата благодат и не сме во можност да ја почувствуваме Божјата близина. А добро и убаво ни е не само денес, кога го славиме споменот на Христовото преображение, туку и секогаш кога сме во Христовиот храм, на секој празник, на секоја света литургија, кога нашето срце целосно е предадено на молитва, кога нашите очи се исполнети со покајнички солзи, а најмногу ни е добро и убаво кога се соединуваме со својот Спасител преку светата тајна причест, кога во вид на леп и вино во нашите души го примаме лично Он, неговото пречисто тело и неговата скапоцена крв. И колку повеќе се доближуваме до Бога преку својата молитва, своето покаяние, добрите дела и желба да ја спасиме својата душа, толку повеќе и повеќе ние живееме во очекување на онаа радост, во нејзиното предскусување и желба за влегување во вечниот живот. Така прославувајќи достојно и ние како светите апостоли ќе речеме:
Добро ни овде ќе посведочиме за Божјата близина која не води кон вечното спасение. Амин. Продолжува изградбата на атмосферска канализација во новата населба во Росоман. Во моментов се работи на изведба на собирни шахти, како дел од севкупниот систем за собирање и одводнување на атмосферските води. Градоначалникот на Росоман, Ѓорѓи Крстевски, денеска заедно со одговорните лица за реализација на проектот, изврши увид во текот на градежните активности за изградба на атмосферската канализација на улиците 40, 41, 42 и 43. Во моментов активно се работи на изведба на собирни шахти, како дел од севкупниот систем за прифаќање и одведување на атмосферските води. Работите се одвиваат со солидна динамика и согласно предвидениот план, со што се очекува проектот да биде целосно реализиран во предвидениот рок. Ова е значаен инфраструктурен зафат со кој трајно се решава одводнувањето на овој дел од Росоман и се создаваат услови за понатамошно комплетно инфраструктурно уредување на улиците. Работните активности продолжуваат, а општина Росоман продолжува да инвестира во инфраструктура што останува за идните генерации. Чест и почит кон сите македонски војници. Градоначалникот на Росоман вчера во Велес присуствуваше на одбележувањето на Денот на армијата. Вчера, а по повод денешното одбележување на 18 август, Денот на армијата, градоначалникот на Росоман, Ѓорѓи Крстевски, присуствуваше на свеченоста организирана во касарната Алексо Демниевски Бауман во Велес. Според зборовите на Крстевски, за него ова представуваше особена чест да биде дел од одбележувањето на денот посветен на припадниците на армијата, кои со својата професионалност, дисциплина и посветеност стојат во служба на татковината и безбедноста на сите наши граѓани. Затоа изрази почит и благодарност до сите сегашни и поранешни припадници на армијата за нивната служба и придонес. Чест и почит кон сите македонски војници. Во текот на вчерашниот ден имаше 29 пожари на територијата на Македонија. Во текот на вчерашниот ден имавме 29 пожари на отворен простор. Благодарение на брзата реакција, а понекогаш и повеќечасовната борба на пожарникарите со пожарите, 23 од нив беа изгаснати во текот на вчерашниот ден и во текот на ноќните часови, додека 6 се активни ова утро. Синоќа имаше вистинска драма во селото Чаниште, оддалечено од 30 километри од Прилепско. Огнот навлезе меѓу селските куќи, но според информациите кои што ги добив додека бев во селото, не е изгорена ниту една куќа во која живеат преостанатите жители во селото. Тоа е добра вест. Сите жители на селото ноќта ја поминаа во своите домови. Изгорени се неколку стари и напуштени куќи, можеби некои од нив повремено се користеле за престој на нивните собственици. Голема благодарност до прилепските пожарникари кои што пожртвувано се бореа со огнот и успеа да спасат поголем дел од селото. Многу голема благодарност до доброволните пожарникари од Битола кои што беа ангажирани преку тимот за брз одговор на дирекцијата за заштита и спасување и работеа цела ноќ, работат дури и сега, изгаснаа огромна површина од пожарот и мислам дека денес овој пожар ќе го ставиме под целосна контрола, иако дури и самиот се сомневав дека ќе успееме во оваа намера. Пожртвувано гасење во текот на целата ноќ. Втората многу сериозна ситуација имавме синоќа на пожарот на територијата на општина Јегуновце, кој што навлезе во аторот на село Туденце и го загрози блискиот манастир, поради голема опасност по манастирот, а недостиг на локални пожарникари од Тетово, кои што воопшто ги немаше во тој момент кај манастирот. Упатив неколку тимови на дирекцијата за заштита и спасување, и тоа од Гостивар, составено од доброволци од Гостивар, од
од Скопје, конкретно од доброволното друштво Чаир од Скопје, кој што исто така заминаа на терен, но и едно доброволно друштво од Тетово, кое што не е ангажирано преку дирекцијата, но со мој согласно се вклучи во гасење, односно заштита на манастирот и гасење на пожарот. Во овој момент се активни пожарите, пожарот кој што од Велес преминува во Зелениково. Голема благодарност до велешките пожарникари кои со ползење и пробивање низ екстремно густа вегетација, полна со трња, изложувајќи се при тоа на ризик, бидејќи одеа покри самата огнена линија, значително го намали овој пожар и ги заштитеа две загрозени села за кои што постоеше опасност пламените јазици да навлезат во нив. Во Македонски Брод пожарот е значајно намален благодарение на пожарникарите од Македонски Брод, но и модулот на дирекцијата кој што суденови работеше там, како и воздухопловите на дирекцијата, 3 трактори, но и полицискиот хеликоптер кој што направи одличен резултат. Исто така имаме пожари на територијата на општина Студеничани, село Рамни Габер, но пожарот веќе е оддалечен од ова село, во овој момент не загрозува ниту едно село. Карактеристично за сите овие пожари заедно е тоа што никаде не гори квалитетна борова шума или друг тип на зимзелена шума. Во овој момент немаме загрозени села. Исто така значајно да напоменаме дека депонијата во Кратово е целосно затрупана, синоќ ќе зборував со градоначалникот, таа веќе не е опасност од загадување, не представува опасност за загадување на воздухот на кратовчани. Благодарност и до градоначалникот, бидејќи тоа е еден крупен потек да се затрупа таква голема депонија. Апелирам повторно до граѓаните да бидат исклучително внимателни, бидејќи е доволна само искра за вистинска катастрофа. Дали бомбата кај вработениот во Министерството за внатрешни работи, врзан со кумот на Мицкоски, води до провизии од 300.000 евра? Праша денеска од опозиционата Социјалдемократски сојуз на Македонија. Свиркачи до нас доставија шокантно видео кое што го објавивме. Бомба е фрлена во домот на Милко Бошковски во Бардовци. Настанот се случил пред 2 дена во неделата на 16 август. Кој е Милко Бошковски? Вработен во МВР во одсек на организиран криминал. Бошковски е директно поврзан со кумот на премиерот Мицковски. Негов личен пријател и според наши информации близок соработник. Ова не е само обичен безбедносен инцидент. Прашањето е зошто се крие од јавност овој настан. Која е позадината? Панче Тошковски глуми експерт за вода, за хиперхлорирање, за чистење водоводи, прави се, само не си ја работи својата работа. Каде е да каже зошто кај вработен во МВР и поврзан со кумот на премиерот Мицковски се фрлаат бомби? Информациите кои свиркачи ги доставија до нас водат до основани сомненија дека причината е нереализиран бизнис дил поврзан со провизии. Јавно го повикуваме јавното обвинителство да отвори истрага, да ги провери овие наводи и основани сомнежи и да одговори. Дали во прашање е провизија, мито од 300.000 евра за бизнис и тендери, каде требало да завршат 300.000 евра? Дали има некаква врска со тендери во РЕК и со градежно атрактивно земјиште во Скопје? Панче Тошковски да одговори со што се занимаваат неговите вработени. Дали е точно дека истиот овој полициски службеник бил и претходен пријавен во јавното обвинителство за барање мито од 200.000 евра од поранешен градоначалник? Вака изгледа кога организирана криминална група владее со државата. Граѓаните очекуваат одговори. Граѓаните заслужуваат одговорност. Властите 3 години го кршат законот за субвенциониран оброк. Студентите оштетени за 6,5 милиони евра. Обвинуваат од левица. Доказ за тоа дека ДПМНЕ не се грижи за народот, туку само за своето гласачко тело, е тоа што и оние минимални права кои законски им следуваат на студентите, ДПМНЕ спротивно на закон им ги ускратува. Имено, од студентите противзаконски се скратени околу 6,5 милиони евра. Повредата се однесува на законот за субвенциониран студентски оброк, кој што самиот предвидува зголемување на износот согласно годишната инфлацијска стапка пред донесување на буџетот за наредната година. Иако поминаа 3 годишни буџети, мизерниот износ за субвенциониран студентски оброк останува ист.
Односно, 3 години властите на секој студент му скратиле 650 денари месечно, кои што законски му следувале. Ова е доказ дека во Македонија владее систем на геритократија. Ориентацијата на ДПМНЕ кон нивното гласачко тело ги држат и пензионерите и студентите во заложништво на различен начин. ДПМНЕ не нуди апсолутно никаква стратегија за подобрување на студентскиот стандард и за задржување на младите во Македонија. Гледаме како студентите и младите се тотално заборавени, игнорирани од страна на власта до степен да им се ускратуваат дури и законски пропишани права. Црвена младина е во процес на креирање на посоодветно и рационално решение за субвенционирање на студентскиот оброк, но до тогаш претениците од левица ќе поднесат итна измена на законот со цел оваа сума која останала противзаконски 3 години непроменета конечно да се покачи. Од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија денеска со обвинување, операцијата за медиумски мрак по рецептот на Вучич се спроведува и во Македонија. Значи, токму во моментов додека држиме оваа пресконференција, во тек е операција за преземање на медиумскиот простор и медиумите воопшто во Македонија по моделот што Вучич веќе го воспоставува во Србија. Како што можевте да го знаете, вчера кај нашиот северен сосед веќе е завршена продажбата на медиумите од Adria News Network на инвестицијската група Alpac Capital. Во оваа медиумска група се N1, Нова, Радар, Forbes Србија и Данас. Ајде да објасниме на граѓаните што всушност се случува. Кој стои со кого е повезан Alpac Capital? Соработник, советник, пријател на кој друг ако не на Виктор Орбан. Истата Alpac Capital во 2022 година го презеде мнозинскиот удел во Euronews. Подоцна беше обелодено дека за 45 милиони евра за таа трансакција дошле од унгарски државен фонд, а уште 12,5 милиони евра биле обезбедени преку компанија повезана со комуникацијските операции на унгарската влада. Значи, ние денеска и воопшто не зборуваме за изолирани и неповезани бизнис сделки. Зборуваме за еден концепт, зборуваме за еден проект, преку кој што треба да се воспостави тотална контрола на медиумскиот простор во нашата земја. Тој концепт е, според нас, според она што го гледаме, всушност доградување на режим кој што се воспоставува во нашата држава. Истиот модел веќе сега, како што се спроведува во Србија, се спроведува и кај нас. Информациите со кои располагаме укажуваат дека еден од плановите е преку Ало групацијата и Информер да се влезе дури и во телевизискиот простор во нашата држава. Кој е таргет? Сакаме јасно да кажеме денеска. Како една од првите опции се разгледува преземање на сопствеништво на наша телевизија. Во операцијата клучна улога има познатата Ивана Талеска со проектот Euronews кој започна во септември. Ако веќе доаѓаме до тој име, секако доаѓаме и до Латас, кој што е директен извршител на политиката на Мицкоски. Значи, почитувани граѓани, кога нема резултати, кога нема пари во буџетот, кога нема подобар живот за граѓаните, кога нема европска перспектива за граѓаните, тогаш единствено што останува нова власт е да ги фати медиумите за гуша и да воспостави контрола врз нивното работење и воопшто врз јавниот простор во нашата држава. За жал не чека медиумски мрак, за жал не чека еден демократски живот во наводници демократски, без слободни медиуми, без критика и без вистина. Но тука сме ние, тука е СДСМ. Дали е сега јасно зошто Радарот Муцунски имаше интервју токму за Euronews? Јасен е веќе концептот. Да завршам со тоа дека ова не е само прашање кој ќе биде собственик на некоја телевизија или портал. Ова е контрола на јавниот простор во нашата држава.
Повеќе домашно производство на електрична енергија, пониски трошоци и сигурна енергетска иднина за граѓаните, најавуваат од владејачката ВМРО ДПМНЕ. Енергетиката е една од најважните теми за секоја држава, но и тема која директно го засега секое семејство. Затоа, определба на владата, предводена од ВМРО ДПМНЕ, е да обезбеди стабилно снабдување со електрична енергија, да го зголеми домашното производство и да создаде услови за предвидливи и пониски трошоци за граѓаните и компаниите. Ке почнеме со цената на електричната енергија. И покрај тврдењата на опозицијската и предавничка СДС дека струјата ќе поскапи за цели 5%, реалното зголемување изнесува 2,28% и е најниско во Европа. Веќе трета година од мандатот, цената на електричната енергија за граѓаните не само што не е поскапена, туку владата со новиот закон најде решение со кое се отвара можност струјата за граѓаните да поевтини и 5 до 10%. Воедно, владата донесе мерки за субвенционирање на електричната енергија со цел директно да го заштити стандардот на граѓаните и да спречи ценовен шок за домакинствата. Но нашата политика не се сведува само на тоа, државата да интервенира кога има притисок врз цените. Долгорочно решение е да произведуваме повеќе домашна електрична енергија и да ја намалиме зависноста од увоз. Токму затоа, во април годинава, домашното производство покри 88,8% од вкупната потрошувачка во земјата. Тоа е значаен чекор кон нашата цел Македонија да стане нето извозник на електрична енергија, односно на крајот од годината да произведува повеќе отколку што увезува. Во исто време се работи на консолидација и подобрување на работењето на ЕСМ, на зголемување на акумулациите и на максимално искористување на постојните производствени капацитети. Тоа го надополнуваме со нови инвестиции. Подпишавме договори за реализација на фотонапонската електрана Битола 3 и за ревитализација на хидроелектраните фаза 3, што представуваат стратешки инвестиции во енергетскиот сектор во вкупна вредност од 97 милиони евра. Битола 3 е важен чекор кон зголемување на производството од чисти извори, додека со ревитализацијата на хидроелектраните покажуваме дека сериозно се грижиме и за постојните капацитети и нивното подобро искористување. Паралелно со тоа, започнува изградбата на најголемиот ветерен парк во земјава со 55 ветерници, кој ќе произведува електрична енергија за околу 100.000 домакинства, инвестиција на Алказар Енерджи во вредност од $500 милиарди. Со подпишувањето на меморандум со Казанджи Груп се отвора простор за реализација на значаен стратешки проект вреден до 1 милиарда евра инвестиција што ќе има реално, практично и долгорочно влијание врз енергетскиот систем на државата. Затоа што проектот предвидува 3 главни компоненти: развој на нови капацитети за производство на електричната енергија, изградба на дистрибутивна мрежа за природен газ, како и мерки за зголемување на сигурноста во снабдување со газ. Со оваа инвестиција се отвараат и нови можности за индустријата, се поддржува гасификацијата, се отвараат нови работни места и се зајакнува енергетската отпорност на државата, а истовремено со развојот на домашни производствени капацитети ја намалуваме зависноста од увоз и влијанието на надворешни ценовни и политички ризици. Градиме енергетски систем кој ќе биде отпорен на кризи, флексибилен кон идните предизвици и усогласен со европските стандарди. Кога зборуваме за енергетика, не зборуваме само за струјата што ја плаќа едно семејство денес, туку зборуваме за тоа каква држава ќе имаме утре, а целта на владата е Македонија да биде држава која произведува, која извезува и која има сигурен и стабилен енергетски систем.
Богата понуда на настани од културата во музеј Галерија Кавадарци. Почнувајќи од 21 овој месец, односно петок во 19 часот и 30 минути, Амер Хаџич, уметник од Босна и Херцеговина, млад автор кој што има сврзано надреализмот со поп-артот со модернизмот, значи еден автор со поголема приказна, автор кој што, иако има само 37-8 години, е еден од луѓето што е веќе академик во Босна и Херцеговина, автор кој со своето творештво има многу големи и значајни резултати како во Босна, но така и ни са просторите на цела поранешна Југославија. Имаме можност и среќа Амер да го донесеме во Кавадарци, со тоа да го представиме неговото творештво на нашата префината уметничка публика. Јас ги поканувам сите искрени љубители на уметноста на 21 во 19 часот и 30 минути да уживаат во прекрасен амбиент во музеј Галерија Кавадарци со џез музика, со нашиот даме, заедно со прекрасните уметнички дела на Амер Хаџич во просториите на галеријата, и верувам дека ќе бидат задоволени и оние најистанчени вкусови на нашите љубители на уметноста. По 21 август продолжуваме со 2 септември. Музеј Галерија Кавадарци веќе неколку пати имаме најавено дека оваа година е 50 години од музејот, 50 настани. Реално на 6 септември го организираме нашиот 50 настан. Во овој период прескокнавме неколку работи и вложивме неколку работи за да можеме да дојдеме до бројката 50 на 6 септември. Значи на 2 септември ги поканувам исто сите љубители на уметноста, нашиот автор Ценет Гоце Божурски со негови 50 уметнички дела, од кои сите 50 се инспирирани од град Кавадарци. Отисоците на неговата уметност што ги зема тој низ градот, значи се земени од град Кавадарци. Имаат една приказна, една длабока емоционална приказна, па секој еден што е подпишан на сите ѕидови, на сите клупи школски, на клупите во паркот, значи може да дојдат и да си го видат својот подпис на самото уметничко дело. Тука мораме да нагласиме и да испратиме еден апел до сите љубители на уметноста, дека нашиот Гоце Божурски сака да организира еден вид на хуманитарна акција, односно уметнички дела ќе бидат ставени на јавна аукција на Музеј Галерија Кавадарци на страната, но и на самата ден. Средствата собрани од продажбата на тие уметнички дела ќе бидат донирани во некоја хуманитарна организација, дали тоа ќе биде дом на деца без родители, дали ќе биде на некој наш сограѓанин кој му треба помош за лекување, значи тоа со самиот автор ќе бидеме во координација и ќе се договориме. Ги поканувам, стварно прекрасна изложба, прекрасен настан и има што да видат, а и имаме една благородна мисија каде што ќе можеме да помогнеме на наши сограѓани. Музеј Галерија Кавадарци продолжува активно и за време на Тиквешкиот Гроздобер. Оваа година имаме 2 настани за време на Тиквешкиот Гроздобер. Двата настани се прекрасни, големи настани. 4 септември објавување на монографијата 50 години Музеј Галерија Кавадарци, една обемна монографија која што ни ја кажува, која ни го кажува минатото, но сегашноста и иднината. Монографија која го кажува значењето на музејот како институција во едно општество, иако речиси бевме најмлада институција, сега најмлада институција од културата ни е Винскиот музеј, значењето на Музеј Галерија Кавадарци, односно на самиот музеј во едно општество е многу поголемо, бидејќи со него почнува она архивирање на сите податоци, она чување на сите уметнички дела, на сите археолошки дела, на сите етнолошки дела, на историјата, така да имаме еден стварно прекрасна монографија на која колегите заедно со мене ја изработивме, веќе е во штампа
и ќе биде презентирана на 4 септември во 19 часот во куќата на Мирис и вкусот ќе биде тука промоцијата, и на 6 септември од 19 часот имаме исто изложба, да ја најавиме, мислам дека ова ќе побуди најголем интерес кај нашата кавадаречка јавност, бидејќи станува збор за изложба на над 140 уметнички дела од сите кавадаречки автори. Значи, почнувајќи, не знам, од Петар Мазер, завршувајќи до аматери, односно до луѓе кои што се бават непрофесионално со оваа работа и кои што не се кои што се вложиле во уметноста, но немаат завршено факултет за ликовна уметност, сите ќе бидат застапени со по 2 уметнички дела. Мислам дека тоа ќе биде и во куќата на Мирис и вкус и во галеријата. Значи имаме премногу уметнички дела, нема да може да бидеме собрани само во галеријскиот простор за уметноста од Кавадарци. Ова е мал простор реално. Значи 70 уметници твореле во Кавадарци и нивните дела ќе бидат изложени тука. Ќе има понудата ќе биде збогатена со 2 рок бенда, така да ќе има една традиционална добра забава за време на Тиквешкиот гроздобер во музеј галерија Кавадарци. Крива Паланка на 26 септември стартува во ВАБА 2 лигата. Првиот турнир се игра во австријски Грац, каде покрај домакинот и македонскиот шампион ќе биде и словенечки Марибор. Македонската женска кошарка и годинава дефинитивно ќе има свој представник во регионалната ВАБА 2 лига. Македонскиот шампион во женска конкуренција екипата на Крива Паланка и следната сезона ќе биде дел од ВАБА 2 лигата, каде играше и лани, иако за оваа сезона доби и покана за да игра во елитата. Сепак, управата одлучи дека е подобро да се оди чекор по чекор и да се надпреваруваат во второто по ранг надпреварување. Сезоната ќе почне на 26 септември, а првиот турнир и настап на Крива Паланка ќе се одржи тој викенд во Грац, во Австрија, каде македонскиот шампион ќе игра со домакинот Грац и словенечки Марибор. Крива Паланка ќе биде домакин на турнирот кој ќе се одржи на 28 и 29 ноември, на кој уште ќе настапат и екипите на Грац, Бановичи и Приморје. Основниот дел од ВАБА 2 лигата ќе заврши на 21 февруари следната година, додека Final Four турнирот е предвидено да се игра на 12 и 13 март следната година. Домакинот на истиот дополнително ќе биде одреден. Да ја проследиме временската прогноза. Сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Попладне во планинските региони ќе има зголемена облачност и услови за краткотраен дожд и појава на ретки грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Температурата ќе се движи до 37 степени. Овде е крајот на централниот дневник на КТВ телевизија. Ви благодарам што бевте со нас и ви посакувам пријатна вечер.